Нашиот оперски пеач Благој Нацески се наоѓа во Италија, една од најпогодените европски држави со пандемијата COVID-19. Добро утро, Нацески, како сте ова утро? Каква е состојбата во Италија? Добро утро. Јас сум би рекол одлично, а состојбата во Италија се подобрува секој ден. Бројките се задоволителни, односно полека, но се движат кон сигурно подобрување. Како го издржувате карантинот, поточно изолацијата? Јас најискрено се уште не можам да се пожалам дека ми е тешко да бидам во изолација. Си наоѓам начини да си го исполнам времето во текот на целиот ден, така што немам некои си потешкоти и не ми тежи едноставно. Ќе споделите ли со нашите гледачи како го поминувате денот, бидејќи велите многу активности, но кога се многу денови поред, сепак можеби малце и ни досадува од истите активности. Ќе им кажете ли на нашите гледачи што се можат да прават затворени дома и како да не се чувствуваат затворено? Јасно, прво и основно, многу интересно. Во овој период си го сменив ритмот на спиење, рано станувам и рано си легнувам, што не е случај воопшто за некој од мојата професија, бидејќи ние настапувајќи во доцните часови, обично си поспиваме следниот ден. Тоа не е случај во овој период за мене, напротив, во 7 сум најдоцна буден секој утро. Што се однесува до денот, редовно си ги обавам сите оброци, вежбам дома, читам, пеам постојано, а имам и таа среќа да можам и да излезам бидејќи имам куче и така што дозволено ми е да се симнам со него и да го заради неговите физиолошки потреби, се разбира. Не правам ништо посебно, меѓутоа никако ми поминува денот. Не можам да се пожалам. Се трудам постојано со духот да бидам на позитивно ниво и не ни знам како успевам досега. На вистина, за мене веќе е месец дена трае изолацијата, меѓутоа сум позитивен не од COVID, позитивен и оптимист дека се тоа ќе оди ќе се среди не многу брзо, меѓутоа ќе биде се во ред. Наоѓате ли инспирација во овие тешки времиња? Дали е зголемена вашата инспирација сега откако имавте и време и да одморите во овој изолационен период? Да, инспирацијата не ми недостига, ако зборуваме за една уметничка, напротив, технологијата ни помага да бидеме и на тој начин поврзани со колегите од целиот свет, така што направивме едно видео, 11 колеги, односно 12 од земји од целиот свет, од Кореја до Соединетите Американски држави, каде што отпеавме сите заедно We are the Champions од Фреди Меркјури. Тоа видео го има веќе на социјалните мрежи, токму да посветено на овој карантин, и тој што ме следи на моите социјални мрежи може да забележи дека сум доста активен во тој поглед. Скоро секој ден постирам некакви видеа како дуети, така и јас самостојно како пеам од најразлични жанрови на музика. Значи не само мојата оперската уметност, туку сега ги допирам и сите останати жанрови. Доста разнолично
Каква музика слушате во слободно време? Ве споменавте дека пеете и нешто друго освен опера. Што друго е она што можете да кажете дека е ваш личен вкус, што слушате кога сте сами дома? Тоа е многу интересно прашање. Би рекол дека музиката повеќе ја изведувам од колку што ја слушам. Немам некој си посебен како да речам, жанр што го предпочитам. Ако е нешто убаво, е нешто убаво. Во моментите кога работам, значи кога сум ангажиран во некој си во една оперска продукција, а тоа што за мене значи барем 10-11 месеци во текот на годината, навистина не слушам музика, бидејќи немам ни време, а и потребен ми е одмор токму за моите уши во тие моменти. Дали веќе почнавте да размислувате за идни ангажмани, што кога ќе заврши овој коронавирус, бидејќи сепак споменавте дека сте еден од поголемите оптимисти? Јас сум оптимист, меѓутоа и сум реалист истовремено. Ете, моите ангажмани до крајот на мај се сите дефинитивно откажани. Турнејата која што ми престои во јуни во Јапонија, иако и мојот менаџер и од јапонска страна се уште велат дека ќе се одржи, јас наискрено не верувам во такво нешто. Мислам дека јуни е сепак прерано за да може да се и да се патува, а и да се биде во затворен простор. Јас мислам дека за жал театрите, кината, концертните сали ќе бидат последните објекти кои што ќе се отворат од кога ќе заврши кризава. Бидејќи се места каде што има каде што луѓето се седат еден до друг, каде што има премногу допир и места со најлесен начин да се пренесе вирусот. Ако се случи чудо во меѓувреме да се најде вакцина или некој си силен лек, ќе се отворат и порано, меѓутоа како што слушаме од сите научни медицински лица, за да се има квалитетна вакцина за овој вирус, потребно е барем година дена да помине. Така што најрано според мене театрите ќе се отворат во октомври-ноември. Тешко ќе биде претходно. Единствено сега во летниот период, ако некој има некои гениални идеи да се изведат некакви концерти, представи на отворен простор со некоја си дистанца во публиката. Не знам, се надевам дека некој ќе му текне такво нешто, така што ќе можеме да бидеме ангажирани да настапуваме. Тоа е веќе и добра идеја во некој од поголемите амфитеатри, но кога малку ќе стивне се во ова. Јас мислам дека и публиката, односно луѓето генерално ќе имаат потреба после овој карантин за повеќе уметност, повеќе убави нешта, во смисол да си го исполнат духот со музика, со уметност и така натаму. Така што мислам дека и обврска наша на уметниците да најдеме начини да делуваме, односно да настапуваме и заради нашата публика и генерално за целата популација. Ми одговоривте на непоставеното прашање каква е улогата на уметниците во однос на инспирацијата, бидејќи иако многу малку се посветува за време на вакви кризи на уметниците и на уметноста, сепак ова е еден дел од животот кој ни е навистина многу важен на сите нас, пред се од некои лични потреби. Без култура, поточно без музика, не можеме да живееме никој од нас, особено па не ако сме затворени дома толку долго време. Нецовски, вие ни подготвивте едно музичко парче за нас, за утренски брифинг. Ние се трудиме исто малку повеќе време да дадеме на музиката, да ги инспирираме нашите гледачи и да слушат и да творат. Но што подготвивте за нас, што ќе слушнат нашите гледачи? Тоа е една италијанска песна од 500 години. Е популарна во целиот свет. Да речеме, во една шведска е една од најпопуларните песни. Тоа е многу едноставно, меѓутоа Санта Луција. Јас ја пеам од мојата најрана возраст, од кога бев дете.
Недоски ви благодарам за ова јавување утринава. Веќе споменавте дека рано се будите сега во овој период, така што не сме ве разбудиле. Не, во нормални услови немаше да ви го прифатам овој интервју. Така е со сите уметници, предпоставам поголемиот дел спијат малку подоцна со оглед на доцните ангажмани во нормални услови секако. Да. Ви благодарам уште еднаш, па се надевам и дека ќе ве видиме во студиото кога ќе имате прилика да ја посетите Македонија. Да, се надеваме дека тоа ќе биде што е можно поскоро, ете, да бидеме оптимисти. Така, ви благодарам што пренесовте дел од вашиот оптимизам со нас. Пријатно. А сега да го слушнеме и музичкото парче. Sul mare luccica l'astro d'argento, placido e l'onda, prospero è il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placido e l'onda, prospero è il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave, su passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. In fra le tende bandir la cena, in una sera così serena. In fra le tende bandir la cena, in una sera così serena. Chi non dimanda, chi non desia, Santa Lucia, Santa Lucia. Santa Lucia, Santa